По специјалното јавно обвинителство и италијанскиот амбасадор во Македонија го демантираше Зоран Заев за тврдењата во јавноста и пред македонските судови за време на вчерашното рочиште за случајот подкуп. Судот по барање на лидерот на СДСМ вчера по 6-ти пат го одложи почетокот на судењето поради наводна средба што Заев ја имал закажано за 13 часот со италијанскиот амбасадор во Македонија Карло Ромео. Но ваквото тврдење на Заев уште во текот на денот се покажа како невистина. Го демантираше лично амбасадорот преку својот Твитер профил. Денес не сум имал средба со никого, сите различни тврдења се невистина, напише Ромео. Ова не е прв пат поради лични или партиски обврски на Заев да се одложува почетокот на судењето, што во дел од јавноста отвори сомнеж дека случајот намерно се одолговлекува од страна на лидерот на СДСМ. Јас сум транспарентен и ги кажував причините зашто денеска сум овде и влеговме во клинч со процесот, бараме правда. Не можете да бидете вечерта во Струга и во Охрид и сабајлето во 10 да бидете овде подготвен за своја одбрана. Тоа се рационални причини и секако јас денеска изразив благодарност за разбирањето на судот кој што иако закажуваше неколку пати сепак еве почна процесот подкуп после завршена кампања. Тука сум, правдата во Македонија мора да се врати, бегање од тоа нема. Јас верувам дека сум еден од поборниците во мнозинството во наша Македонија за враќање повторно Македонија да биде нормална правна држава. Инаку Заев вчера неколку часа го одолговлекуваше стартот на судењето со барање за изземање на јавниот обвинител Владимир Милошевски. Пред судот тврдеше дека против него се води постапка пред СЈО, па затоа не може да го застапува случајот. И ова тврдење на Заев забрзо се покаже како невистина. Беше демантирано директно од специјалното јавно обвинителство. Оттаму соопштија дека добиле кривична пријава од СДСМ, но во моментот не се води постапка против јавниот обвинител. Предистражната постапка по овој предмет не се води против конкретно лице, туку се води како настан во рамки на кои се испитуваат евентуално кривично правни аспекти поврзани со наводите во кривичната пријава. Според обвинението, Заев како градоначалник на Струмица се товари за барање подкуп од 200.000 евра од струмичкиот бизнисмен Иван Николов за градежно земјиште за кое Николов бил заинтересиран да го приватизира. Половина од парите, како што стои во обвинението, требало да завршат кај Заев, додека другата половина била планирана за изградба на црква во Струмица.